Општина Кочани во соработка со ромските здруженија изработи плански документ во кој на хартија ги стави најважните прашања и проблеми што треба да се решаваат во наредниот период, а со што ќе се подобри инклузивноста и социјалната состојба на ромската етничка заедница кај нас. Изготвувањето на локалниот акциски план и неговото донесување е од голема важност, затоа што представува почетна точка од која ќе можат да се преземаат конкретни чекори за решавање на сите отворени прашања. Планот има 3 програми, односно во него се вклучени домувањето, урбанистичкото планирање и комуналната инфраструктура, особено оние што конкретно се однесуваат на ромската заедница во општината. Програмата за домување подразбира третман или директни мерки насочени кон семејствата од социјален ризик, оние кои што го немаат решено своето стамбено прашање во делот на домувањето и посебно овде се акцентираат семејствата од старата касарна. Понатаму втората програма урбанистичко планирање е една од стратешките насоки програми со кои што како општина се зафативме да работиме, а тоа е дека во рамките на овој акциски план се воđена е потребата од донесување измени и дополнување на деталниот урбанистички план за градска четврт Гови пред. Фактички во овој домен ќе се решаваат, ќе се делува на подобрување на состојбата на ромските семејства во однос на и на домувањето и во однос на комуналната инфраструктура, бидејќи се овозможи простор да се планираат и улици и канализации, но и простор каде што ќе се решава и проблемот со старата касарна и нели програма за комунална инфраструктура, тоа се изградба, санација на улици, патишта, канализации и така натаму. На последната седница на Советот на општина Кочани, на која локалниот акциски план се најде на разгледување, градоначалникот Илиев појасни оти документот сам по себе нема да ги реши проблемите, но ќе биде показател во кој правец треба да се насочат на тамошните активности. Овој акционен план, зошто го носиме бидејќи во разговорите кои ги имав со дел од министрите од владата, најавија дека ќе ни помогнат како и во претходниот случај, каде што тие нивното ветување го исполнија. Се надевам дека и овој пат ќе остојат на ветувањето и дека ќе добиеме една позначајна поддршка и помош се со цел да ги разрешиме проблемите. Со тие средства кои што ни се ветени, ние нема да можеме да ги решиме проблемот на сите роми. На крајот ние немаме само проблеми со ромската заедница и не е фер да ги делиме, меѓутоа во овој момент збориме за една работа која е навистина болна и важна и дека дел од тие средства секако ќе бидат наменети за решавање на овие проблеми. За реализација на локалниот акциски план, општината побарала од владата 15 милиони денари, а покрај тоа ќе вложи и сопствени средства. Покрај локалната самоуправа, како партнери, се вклучени и 5 ромски здруженија од Кочани, кои се обврзуваат да помогнат во спроведувањето на преземените обврски во документот.